i Sina i Svetijog Duh. Amen. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, ево ова е втората седмица, што Светата Црква Божја ни ја дава како добра подготовка и солиден вовед на празникот на големите велигденски пости. Ова недела е позната под името недела на блудниот син, бидејќи името на ова седмица произлегува од евангелското четиво што денеска го читавме. А во него стана збор за таткото и двајцата негови синови. Имено станува збор за евангелска парабола што Христос им ја раскажува на своите ученици, а преку нив и нас сите, со намера да ни ги открие несаканите тајни и последици од нашата оттугено со Бога и неговата света Црква Божја. Ова евангелска парабола, јас сум сигурен дека сите вие добро ја знаете. Тоа е едно од најомилените евангелски четива. Бидејќи во неа нема некој меѓу нас кој што не се наоѓа себе си во ликот на помладиот, одметнатиот син на таткото, кој што научен од нечистите сили го побарал својот дел од имотот, а таткото на двете деца, на двата сина, бил исклучително богат човек, кој што сиот свој имот што го стекнал во потта своја. Безпрекорно чесен и трудолюбив и праведен. И откако помаличкиот син си го побарал своето, таткото праведно им го поделил имотот на двата сина, со тоа што постариот од двајцата синови му останал верен на својот татко, останал во домот на својот родител и се трудел заедно со својот татко да ја изорува нивата Господња, виноградот Господен, и со рацете, и со срцето, и со душата, принесувајќи молитви, и како резултат на таквиот нивни труд, Господ ги умножувал сите дарови и сето благо, сето богатство во домот на тој човек. Помладиот од синовите е човекот со кој што, ако не целосно, ама барем делумно, може секој од нас да се идентификува, да се види себе си во ликот него. Тој го зел имотот од својот татко, ја напуштил земјата своја, татковата земја, и отпатувал во туѓа земја, во која што живеел блудно и раскошно, не водејќи сметка за начинот на кој што го троши имотот на својот родител. И така тој блудно живејќи, き ги ги потрошил сите пари.
od iмотот што го распродал. Во исто време во таа земја завладеал глад и тој бил страден да си обезбеди елементарна екзистенција во таа земја, поради што едвај некако нашол работа кај некој свој пријател, а таа работа била напасување на свињи, на крдото свињи. Гладта дотаму се распространила, што блудниот син бил страден, се вели во Светото писмо, да го наполни стомакот свој со корењата со кои што се хранеле свињите, но и нив не му ги дава. И така остана во ситуација да умре од глад или конечно да се види себе си онаков каков што е, во сета своја пропаднатост и промашеност на животот, тој ги кажал, го направил најдобриот можен избор, што секој од нас во негова ситуација најден треба да го направи. Кој е тој најдобар избор? Најубавите, најзлатните зборови што паднатиот човек може да ги каже за себе си. Стани! Стани од паднатост. И оди кај твојот татко. Кој е тој наш татко? Заеднички, за сите. Бог, животодавецот и спасителот наш. Тој се сетил дека неговиот татко е богат човек и кај него се вработени стотици наемници, кои што не се страдни по корењата од свињите, туку по лебот, што секојдневно таткото на овој човек, млад човек, им ги обезбедувал, им го обезбедувал на своите наемници. И ке отидам, си рекол, во себе, блудниот син, и ке го замолам да ме прими како еден од неговите наемници, бидејќи не сум достоен да се наречам негов син. Гледајте што може и што прави покајанието од еден човек. Каква е силата на покајанието? Покајанието има сила да го прероди човека. Свети Теодор Студит во една своја малечка катехеза упатена до своите студитски монаси, светото покајание го израмнува со светата тајна крштение. Покајанието е повторно раѓање на паднатиот за нов живот. Во покајанието и со покајанието паднатиот човек става нов почеток на својот живот. И правецот на движење е спротивен од оној што до тогаш се движа. Повторно му се враќа на Господа, а тоа значи на изворот на вистинскиот живот. На вистинскиот лекар, лекарот на сите болести, за кои што рековме, не постојат неизлечливи болести, какви што ги има во медицината, во секојдневниот живот на човекот, откинат, оддалечен од Господа.
I taka, to što go kažao i go napravio. Trgnao na kaj domu na svoje tatko. Tatko to go video svoj sin i ne se rasardio, video propadnato dete. Izvetvena, iskinata duša. I ne samo što ne se rasardio, to mu se izradila. I odnapred se mu prostio. Go prečekao u svojata tatkovska pregrada. So zborovite, što budni od sin ki kažao, onaj što gi smislio u momentu od koga reši da go preobrazi svoj život. Povika slugi i im zapoveda da go oblečat. Ona iskapi ruva, porfirn, da mu stavat zlaten prsten na rakata i novi obuvki. I ne samo to, tuku zapoveda da se zakoli ugojeno telo i da počnat site da se veselat. Zašto ovoj moj sin, reče tatko, izguben beše i se najde, mrtov beše i ožive. Nema poskapu od života, braći i sestri. Sve drugo sporedeno so životom. Pomalku vredno. Bez vse možeme, no bez života ne možeme. I dodeka go imame darot na život po sebe si, možno je svetото pokajanje. I najtežki od zlostornik. Dokoliko je živ, ima pokajanje, ima nadež da se preobrazi i da se zdobije so večen i nesmrten život što od Boga tatko to nasite mu daje. Ovoj primer je bleskav. Za njego rasprava ne samo teolozite. Za ova evangelska prikaza rasprava golemite filosofi, golemite psiholozi, sociolozi, vsi te naučnici, ko što se zadolženi da go sledat životni odpad na čovek. I nije, braći i sestri, da se poučimo od ovoj primjer, da se odkažeme od sebe grešnite, ne pod prisilom, a koji može da ne prinudi, da se odkažeme od sebe si i našite opredelbi, nasite planovi od našето živenje i postoje. Se razbira, odkažuvanje to mora da bide svesno, dobrovoljno i slobodno. Takvi deca Gospod saka, slobodni, a ne robovi. I da mu se vratime na Gospoda. Pokajani, odnosno obnoveni. Pobeli, od što je belinata na snegu, i posvetli, od što je svetlinata na soncetu. Amin. Amin.